A ние одиме со првиот предвиден разговор за ова утро. Шанса за живот е мото на кампањата да се донира на детската клиника која започна овој месец и ќе опфати опремување на оделението за интензивна нега на клиниката со инкубатори и друга неопходна апаратура што е потребна за нормално функционирање. По тој повод во нашето студио е доктор Мими Кимовска-Христова од детската клиника одделот за интензивна нега. Добро утро. Добро утро, ви благодарам за поканата. Благодарам за учеството. Докторке, од каде идејата за кампањата Шанса за живот? Ова идеја потекна уште известно време, значи некои 2-3 години можеби наназад, меѓутоа се реализира еве токму сега, почетокот е во овој месец, а ќе трае некаде до крајот на ноември. Идејата за ова фактички кампања е да се потикне свеста кај граѓаните, да допре до граѓаните, значи ова општествено одговорна, да речем, задача на некој начин, да се донира, да се помогне на оние на кои што им е најнеопходно и пред се на нашата иднина, на нашите малечки, значи на нашите деца, оние кои што се едината на нашата држава. Идејата потекна на наша среќа, значи најдена иницијатива и иницијатор е фактички компанијата Окта на почетокот, која што ќе донира пари, значи вид на парични средства, но и понатаму до крајот на ноември од продаденото гориво ќе донира понатаму средства за нашата клиника. Зошто потребата од ваква кампања за интензивното оделение на клиниката? Потребата е огромна. Заради развојот на здравствената заштита во системот, значи воопшто и подобрување на здравствената заштита, на глобално ниво да речем, Македонија не би требало и не би смело да каска. Заради тоа ние сакаме да обезбедиме најдобрата апаратура, затоа што сите овие деца, значи сите овие бебиња предвремено родени, па и деца имаат шанса и треба да им се даде шанса за живот. Во таа прилика би ги подарила овие две алкички, кои што се и мотото и почетокот, значи, на оваа акција. Еве и вие да бидете вклучени во акцијата Шанса за живот. Така, ви благодарам. Инаку само да кажем дека од нашето оделение, значи нашиот оддел интензивна нега и терапија се состои од две пододеленија, значи неонатална и педиатриска интензивна нега. И во план, значи не во план, туку веќе година и пол работиме на неонаталната кардиохирургија, што значи дека опремувањето, значи зголемена бројот на пациентите, фреквенцијата и со тоа е зголемена потребата и за апаратурата во оделението. Колку време ќе трае оваа кампања и какви се активности ќе опфати? Оваа кампања, значи, еве почнува овој месец, би требало да трае до крајот на ноември. Не знаеме дали ќе продолжи понатаму, во зависност колку ќе собереме, нели, парични средства и колку ќе има одзив кај граѓаните. Значи започнува со Окта, меѓутоа планираме да продолжи и со граѓани други, значи со компании, со јавни личности, така да ќе трае, значи, отприлика некаде година дена можеби сигурно. Опфаќа, значи, на почетокот еве овие алкички символиката, Окта со својата донација, нели, вклучување на компаниите, вклучување на јавни личности, на естрадни уметници. Еве конкретно за почетокот се младите пејачи Јана Бурчевска и Виктор Апостоловски со нас. Какви активности други опфаќа, значи во план се доста идеи. Реализацијата на истите ќе зависи, нели, од другата страна. Во план се можеби и некакви хуманитарни концерти, па ќе видиме како ќе се одвива, тоа ќе бидете информирани преку нашата Facebook страна, значи Facebook страната е од името Шанса за живот. Така, навистина широк е диапазонот на оние луѓе и граѓани кои што може да се вклучат во ова акција. Отворени се ширум вратите, се разбира, за сите добронамерници кои сакаат да помогнат да ги подобрат условите за најмладите. Во тој контекст колку се важни ваквите кампањи за вас? Секоја донација за нашата клиника е од исклучителна важност. Значи, многу се важни, премногу, бидејќи обезбедувањето на ваква апаратура, најмодерна, да речеме, најдобра, или зголемувањето на обемот на апаратурата, значи, поради зголемената фреквенција на самиот оддел, значи, на оддел за интензивна нега и терапија, значи и подобрување на квалитетот за негата на овие наши малечки пациенти. Значи, премногу се значени. Наистина, во јавноста предизвика кампањата позитивни реакции. Самите фотографии кои се споделуваат на социјалните мрежи со фотографии од бебе во инкубатор. Која е вашата порака и, конечно, каков е еден работен ден на интензивниот оддел?
Јас би ве поканила можеби еден ден да дојдете и да бидете сведоци. Работата е обемна, огромна, тешка, одговорна. Овие инкубатори кои што се ставени, значи, со бебињата, тоа е порака можеби дека секој едно бебе може да биде ваше, наше, значи, може да биде на наши блиски. Значи, секој едно бебе може да се најде таму и може да биде со различни имиња и презимиња. Точно е таа пораката на овие инкубатори со бебињата внатре, мислам, во нив. Подобрувањето на оваа нега, на негата на овие деца во денешно време, може би е тренд од целиот свет и може би здравствената заштита на систем се цени во последно време, значи не во последно време, туку години назад, по подобрувањето на негата на неонаталната возраст, значи во новороденечката возраст, а за тоа и за развојот на здравствениот систем, односно здравствената заштита во светот. Во тој контекст, интензивното оделение секако има и нова опрема со која што работи. До каде сме во однос на оние искуства кои што доаѓаат однадвор во светски рамки и конечно што се е она потребно дополнително кое што би ја комплетирало работата на ово оделение? До каде сме? Ние ја имаме апаратурата во голем дел, значи, не велам дека немаме. Меѓутоа, нас не се необходни можеби двојно или тројно. Точно заради тоа што ви реков, дошто фреквенцијата не работа. Ако беа тоа 500 и 600 пациенти, веќе таа бројка сега ќе достигнеме оваа година, значи на годишно ниво зборувам. Значи некаде можеби 900 пациенти ќе бидат на годишно ниво. Апаратурата, значи е потребна од секаков вид. Дали се тоа инкубатори, дали се тоа машините за вештачка вентилација, дали се аспиратори, перфузори, значи монитори, било која опрема нас не е добра дојдена, бидејќи навистина значи давање шанса на живот. А особено детските животи кои што се загрозени на волку рана возраст, секако и тоа како се претпоставувам медицински предизвик, односно предизвик за вас лекарите. Да, најголем предизвик се фактички, поготово оние најмалечките кои што ги имаме од 500-600 грама, треба можеби да дојдете некогаш и да бидете сведоци да го видите тоа, какво голема задоволство и радост е кога тој пациент ние ќе го испратиме дома, значи со некој 2, 3,5, 4 кила, значи се оди на домашна нега, понатаму продолжува. Значи нашата грижа и нега продолжува и понатаму за овие пациенти, така да навистина тоа е нашата иднина, нашите, значи деца се нашата иднина, иднината на оваа држава и затоа за нас значи и општествена одговорност, не само одговорност како медицински лица. За колкова возраст станува збор кога се работи за овие новороденчиња, односно кои се оние најмладите, најмалите кои што ги имате во вашето оделение? Па, ние сме имале некаде, значи, 24-та, 25-та гестацијска недела, па 26-та тука некаде отприлика се движи, оние се најмалите, па нормално, нели до нормалната гестацијска старост, некаде, значи, која што е 38 до 40, до 42 недела. Значи, тоа се многу малечки бебиња, ви реков некаде од 500-600 грама, па до нормална тежина, во зависност како страдаат, од што страдаат, и имаме исто така наспроти нив другата единица, значи поделено рековме на две оделенија во моментот, на пододеленија да речам, тоа е педиатрискиот дел, каде што се хоспитализираат пациенти и од 12, 14, па и постари пациенти, некаде адолесценција, значи и и адулти, можам да ги наречам, значи кои што се воделе претходно на нашата клиника и биле наши пациенти. Доктор Христова, ви благодарам за гостувањето. Шанса за животот е мотото на кампањата за донации на детската клиника. Верувам дека ќе имате уште поселен одзив, бидејќи треба навистина многу професионалност и големо срце за оваа работа. Ви благодарам и на вас на поканата. Благодарам за иницијаторот ОКТА и се надевам дека најбрзо ова ќе допре, како што реков, до свеста на многу граѓани, на многу компании и ќе се вклучат во оваа наша кампања Шанса за живот. Така, ви благодарам уште еднаш, а ние продолжуваме со програмата.